Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 3, епизода 7. Здраво и добро дојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипа, се надевам дека сте добро. Епизода број 7. Се ближиме кон крајот на годинава. Спремаме неколку работи. Се спремаме и ние за крајот на годинава со нашите листи едно друго и ова на еден начин ќе биде поише, можам да ја нарачам Ride of the Bet, онака дека ќе биде филер епизода, у смисла филер, ќе збориме за нова музика која искочи, која успеав да ја преслушам, импресии од претходната, како ни легнала музиката што ја слушавме, како си поминавме претходниот викенд, свето, а? Брат, значи тек сега денеска од сабајле ме стигна онака уморот и се тоа што ми беше собрано последниве 2-3 недели. И баш вчера бевме да се видиме у кафана, да си прославиме на некој начин за успешниот концерт со ДНК и беше тука целиот бенд, цел тим на Шершац кој работеше како организација и продукција. Беше тука Давид Манев и Таско и сите други, баш онака 2-3 раки и муабет и баш тоа го зборевме дека секој од нас има свој начин на тоа, сваќа кога е прегорен, кога не се грижи за сам себе, кога онака е презафатен со работа. И баш зборев ја дека у цело ово искуство со оваа работа скоро 13 години више, односно полни 13,5 години го работам ова, неколку пати сум имал онака моменти кај што запоставуваш себе или немаш доволно време за некои работи што сакаш да ги правиш. И мене на пример тоа ми се одразува покрај другите работи, ми се одразува на пример ги запоставувам моите плейлисти кои пробувам да ги курирам колку што можам почесто. За илустрација на Iris Song of the Day последниве 20 и нешто дена имам ставено само 4 песни. Немам снимнато ништо музика освен албумот на Метро Бумин оваа нерала. Овие 3 недели уствари, као му доаѓа. И такви некои моменти, тоа се некои ситници што онака кога ќе ми се десат сваќам дека добра, чекај, застани малце, дај среди си го животот под наводници. Да. Влези си пак во таа некоја мини рутина што си имал да правиш ствари еднаш неделно или дури еднаш дневно да проверам дали има нешто ново да постирам, да ставам на плейлист или да преслушам или да симнам или да комуницираме ја и ти со листите. Искрено, прв пат се осеќам вака од овие 2 години, трет пат кога ги правиме листите. Онака ми требаше вчера време да се изолирам онака 2-3 сати дома сам, да исклучам и телефон и се да застанам и да размислам што се дешаваше годинава, да влезам у Spotify, во Liked Songs, во сите плейлисти кои ги имам, да видам што сум постирал, бидејќи многу ми е далеку брат почетокот на 2022. Предалеко е. Онака дури не се ни сеќавам што сум слушал, што излегло на почетокот на годината. Предалеко е. Не можам ни да поврзам со ништо, бидејќи за многу работи почетокот на 2022 ми е поврзан со крајот на 2021. Бидејќи така некако после летото 2021 се вративме во клубови, почнавме ние втора сезона и некако ствари така ми се поделени, мене музиката ми е така поделена у глава ми е као по сезони, Пандамониум или работа, Така. наместо години. Наместо онака календарски години. Исто и за мене, например, кога ќе размислиш дека уствари кога почна оваа година, ние бевме неколку епизоди у втора сезона и тогаш веќе зборевме фактички албумите кои што ги зборевме предходната сезона се голем дел од стварите кои што ќе ни се најдат на листава годинава, ме разбираш? Тоа е многу чудно, брат. Знам дека ти на повеќе наврати кажа дека имаш преслушано многу албуми, дека има многу нова музика и успев да дзирнам дел од твојата листа која е се уште драфт верзија. Кај мене обратно, брат. Ја немам многу албуми од оваа година и сватив како ги гледав, ја правев оваа анализа вчера. Онака ги гледам ствари и си викам, брат, ја многу музика сум слушал од 2021. Нешто што излегло на крајот на годината, што не сум го фатил тогаш. Нешто што малце покасно ми легнало, ти што си ми пратил да преслушам, не знам, Benny the Butcher, Lady June, некои албуми, некои такви ствари. Бернер албумот Готи, тоа можеби не е крајот на 2021, али ке мене стигнало тогаш на ред за преслушување, тогаш можеби сум бил во тој муд. Така да мене впечатокот ми е дека онака 2022 музиката што сме слушале една акумулирана варијанта на 2021 и 2022, а тоа се покажува на пример со музиката која пуштаме, бидејќи Ambition for Cash е можеби најголемиот хит, беше најголемиот хит изминатото лето, а таа песна излезе од 2021. Така. Сосема разбирливо. Мислам дека и тоа, знаеш како има многу фактори кон таа, твојата работа, пред се твојата рутина, исто кој што кажа на животот кој што отераме, на пример и мене најискрено, иако на пример јас сум поишо онака и мојата работа е на еден начин 9 to 5, ама на пример
тоа што го правиме овде за Пандамониум, мене тоа ме потикнува и ја така да ја делам годината. Знаеш, по сезони буквално онака како ќе се сетаме ова беше дел од втора сезона, озборевме за втора сезона и на пример голем дел од албумите се навраќав на ствари од втора сезона исто и ако ја правев мојата листа. Си викам чекај да видам и сватив дека има премногу музика, онака стварно имав сериозен проблем да напишам 10 албуми, онака хип-хоп албуми од годинава и напишав многу поише од тоа. Ќе збориме за тоа кога ќе ги објавиме листите. Да. Ќе направиме анализа, дали мислиш дека имаше толку многу добри албуми или ниеден албум не ти отскокнува ништо повеќе од другите, па сите ти се тука некако као сите сакаш да ги спомнеш бидејќи и овој има исто значење како што има и другиот и како што има и третиот. Апсолутно. Можеби единствен кој што отскокнува, мислам дека тој ќе биде онака еден од беше најзборуван е Кендрик Ламар, друго мислам дека ништо нема конкретно, бидејќи знаеш она се уште сме у тој момент кај што го збориме дека се уште нема правец, се уште нема темплейт, се уште нема еден таков албум кој што ќе каже ова е go-to за овој тој звук, ова го дефинира хип-хопот. Се уште е онака разводнет у смисла као по многу ленти се движи паралелно и сите вадат квалитетна музика и мислам дека во поглед на квалитетна музика има премногу, но дефинитивно ќе се сложам со тоа дека нема еден албум кој што отскокнува над сите и да се каже као ова е тоа, као можеш да направиш кейс онака за It's Almost Dry, можеш да направиш кейс за Kendrick Lamar, ама It's Almost Dry мислам дека можеби многу побрзо се заборави неголи луѓе што сакаат да признаат. Се уште го држат in high regard, ама добар албум е, само што мислам дека нема да остане. Брат, и не го издржа тестот на времето. Тестот на времето пола година. Да, као искочи во март. Така нешто? Не знам, брат, беше пролет више, пролет лето, не така знам кога може беше март, значи добра една година. Ама не е ни битно. Мислам дека ако беше на порано никој да сами нема кажа не play that It's Almost Dry. Исто, да, се слагам. Затоа велам дека можеби единствениот кој што вага од ум барем мене, иако и најмалку слушан од сите, ама за тоа ќе зборам малку понатака, Кендрик Ламар, онака како тоа сакав да го зборам, не знам дали ќе имам време во следните епизоди бидејќи знаеме веќе што ќе правиме за следните. Мислам имаме начин како ќе ја завршиме и како ќе се одјавиме за 2022. Еве накратко, ако ќе ги објавиме нашите листи, нешто кое што работиме цело време, не само мојата и твојата, туку ќе објавиме таа на Бист, на Flex, на нашиот човек Владимир, кој што исто така се дел од Пандамониум екипата и нормално и Дискорд каналот кој што си го кажува своето мислење, имаме таму различни категории, од каде што ги собираме сите гласови, ги ставаме во една листа и ги претвараме на еден начин, ги будираме и ги ставаме на една листа со цел да се дае онака што се слушало таму, што луѓето мислат дека е најдобриот албум, најдобрата песна, најдоброто македонско издание и имаме до сега добри коментари, добри резултати. И еве, ќе потребува уште некој ден, така да луѓе ако се уште не сте, ќе споделиме линк од Дискорд каналот, уклучете се, влезете на Дискорд, таму ќе го најдете и линкот, внесете ги вашите топ 5 и од таму ќе се одлучи и да видиме што и како и до кај сме со музика. Инаку, ова многу на брзина само ќе го кажам, нема да го тупам. Кендрик Ламар, Mr. Morale and the Big Steppers е можеби најдобриот албум што никогаш не го слушам, брат. Сте слагам, окей. Може. Никогаш не го слушам онака како replay value има 0, реално, ако правиме муа настрано неколку песни. Нема лоша песна, али толку е cutthroat, толку е приватен за него, како само Кендрик може да го слуша on repeat цело време. Ја не знам како би го слушал Кендрик, брат. Например, мене Кендрик не ми се ни појави у топ 5 ни у топ 10. Една песна немам од целиот албум. Албумот два пати го чув, сватив дека е како многу добар, сватив дека е феноменален, сватив дека е албум и пол и дека заслужува да биде у топ 10, ако не и најдобар албум за 2022. Ама не можам да го слушам тоа, брат. Има песни што ми се свиѓаат, многу има моменти многу што ми се свиѓаат, али не можам да го слушам. Тоа е исто, например, знаеш како се осеќам ко Control, брат? Песната? Да.
сите го скипаа Big Sean, исто, брат, онака као, окей, имам 4-5 песни, као N95, нешто друго, као Purple Hearts Here and There, Mother I Sober, ама сите се тие тешки ствари, само си одбираш делчиња од нив, ме разбираш, као не е good kid мет сиде да го пуштиш од топ ту бором да го изслушаш, онака, не е потешок е за слушање него ли To Pimp a Butterfly, буквално онака. Као потежок е за слушање, брат. Исто ги немам преслушано двата. Звукот е многу различен, ова е афроцентричен, джез елементи, све тоа соул фанк елементи. Ова на пример има потрадиционален хип-хоп звук, џабе, брат. Тешка ми се стварите внатре што ги избори, брат, онака не толку е далеку од мене што ја не можам да се поврзам со тоа, бе, разбираш? Ја немам трансгендер у фамилија, брат, немам како ја разбирам поентата, пораката, таа силина што ја носи целиот албум, али си викам, ова е најдобриот албум што никад нема да го слушам поише, ме разбираш, тие два лица никад не би се навртел. Поише пати годинава си имам навратено на Untitled Unmastered или поише песни имам слушаното од To Pimp a Butterfly, него ли ова е свеж, сите го зборат, па дури и ти го пушташ N95, знаеш да ја пуштиш у клуб, онака бидејќи е стварно добра кој што е, ама онака не знам. Поише пати имам чуено N95 у клуб, него ли дома. Да, верувам. Толку малку пати ја имам чуено, брат, ме разбираш, толку два пати се насе го имам и слушано албумот, ама го вреднувам многу високо, пошто знам дека е еден од најголемите албум, можеби најголемиот, нека биде најголемиот албум, брат. Се слагаме да биде албум на годината, со целиот ролаут, целиот фидбек кој го доби од фановите, critical acclaim, значи нема збор за тоа, али на пример и ќе му даеме таа титула албум на годината, али на пример ја баш се мислев дали да го ставам на листите. Дали да оставам на прво, на 10-то место, во една друга категорија што направив подоле, али си викам да не го фейкам ова, боле да не го ставам нигде. На крајот на денот се субјективни листи, така. Да, апсолутно. Само мене тоа ми стоеше многу на ум, онака го имав размислувано дека као окей, да, знам дека го вреднувам дека е многу голема ова, ама никад не го слушам. И тука е таа она двуумица, брат, као врз основа на што ти вреднуваш квалитет и величина на албум, брат. Дали колку пати го имаш слушано, брат, пошто ако сум така Дрейк го има извадено најдобриот албум на годинава, ме разбираш, или Лери Джун можеби, што е за многу луѓе ќе биде онака као богохули ако го кажам тоа. Ама на пример, од друга страна па квалитет на албум, брат, на музика, на екзекуција, на колку има длабочина се до тоа. И тоа се параметри кои што треба да ги гледаш и онака како што викаш. Не можам да ти се налутам ако не ти се најде у топ 10. Не можам да ти коментирам за тоа, бидејќи ти не си тоа, не те дирнало така. Ти вреднуваш албум врз основа на тоа колку го вртиш, дали има ripple value, дали можеш некои одредени песни да ги пуштиш у клуб. Све тоа, ме разбираш, као некој дома е затворен, брат, го слуша тоа и се храни од тоа, ме разбираш, има и такви луѓе, брат. We Cry Together, стварно, мене луѓе почнаа да ми се смеат, конкретно Ведрани и Дарко Али, онака мене веќе и меме стана at this point, али мене ми е, например, стварно една од посилните траки, брат. Ама, не ја вклучив у тие листи, брат, пошто брат, таа трака се у тој момент кога си ја слушал, да, и ти се поврзуваш така, и јас сум можел да се поврзам со таа песна така у тие моменти. Ама на пример мене тоа ми смета, тоа ми го прави другиот на контраефект. Да. Као не ме потсеќа на тоа што ми се дешава мене се у лайв. Само ме провоцира уште толку. Уште толку, така. Да. Истото ми се деси со кога почнав да го преслушувам албумот на Brand Fires, имаше некој таков скитол, она као се кара дечките, бев као fuck this shit, као не го слушам, овој не го преслушав она. Не ми требува, да. Те сваќам, затоа ти викам дека многу е различно, ама пак еден од најдобрите албуми, можеби ако не и најдобриот, ама најмал се слушан и сигурен сум дека можеби следна година би се навратил уште еднаш на него, онака, као не мислам дека би го преслушал уште, и тоа не ни по своја волја, брат, онака би го пуштил по грешка, брат, 100%. Нема да си кажам ајде да станам да го слушнам. Kendrick Lamar, Mr. Moral and the Big Steppers, брат. Што не одзима од величината на албумот, разбираш? Ќе дојде еден момент кај што ќе му се вратиш и тоа ќе го можеби со други уши ќе го преслушаш, и мене тоа ми се случува. На пример, мене како поминува време сега од тој албум, ми се појавуваат и други песни кои како синглови, како one-offs, можам да ги сместам во плейлист или дури во сет. Така. Например, Silent Hill или некои други што дури ја ставив на Vibe плейлистата, дека ми се свига. Да. Ама на пример, кој беше склоп на целиот албум, ми беше дел од тоа едно купче на музика што не ми вајбаше толку. А вака како е една песна,
ми одговара. Така. И си го најдов онака, си ги најдов моите фаворити од таму и некако го прифатив албумот за тоа што е и не му се љутам, например, за разлика од Пуша Ти, бидејќи Пуша Ти немам ни песна која имам ставено у Сарато, немам ни песна која имам ставено на плейлиста. Можеби Diet Coke само. Дај колку се најден албумот? Да. Као сингл тоа беше извонреден сингл колку излезе и мене ми е во топ 10 Реално. бенгери на годината. Не Реално. мора се клубски него она. Реално. Синглови бенгери, Така. али тоа беше таа песна рачунам посебно бидејќи излезе пред албумот. Од албумот кога излезе не добив ништо конкретно што ми се свиѓа мене. И затоа него ставив ниво најдобри албуми. Ако не се лажам, немам песни од него на Spotify плейлисти, во Сарато може да имам нешто, ама немам пуштено. Да. Не, Ништо, ја така да ти викам, затоа као нема брат, не постои еден таков албум да кажеш ова е тоа брат. Ме разбираш, не постои годинава, не постоеше и претходната година. И тоа е проблем кој што се соочуваме, Pandemonium постои од 2020 и онака како 3 години заред, 3 години нема еден дефинирачки албум, онака како year defining албум. Она не можеш да не барем ја не можам да се сетам дека пак кој што кажав, има многу правци, ја прават најдобрата музика што умеат да ја прават онака и како многу е добре прифатена од своите погеци луѓе, дури не ни пробуваат да експериментираат онака, дури и најголемиве артисти брат, како Post Malone извади албум година. Никаде не се никој нит го преслушал, нит збореше за него, неколку песни се слушна. Човеков има sold out турнеја низ цела Америка, ме разбираш, никој ни чул. Еве исто Джек Харлоу брат. Го извади албумов, се збореше за него. Ги читам листивен, се нема на ниту една листа брат. албумот не е никај мене на листи. Ама First Class ми е во исто во топ 10 синглови на годината. Тоа сам да ти кажам дека албуми синглови е многу полесно да извадиш некој сингл кој што ќе онака ќе биде најпознат у годинава, дека и синглови нема веќе толку многу. Тоа сакам да кажам дека Имаш потешкотија да одбереш 10? не, ама 10 така по наводници клубски бенгери слеш синглови ги одбрав, имаше 10 добри. Да правам уште една листа со уште 10 други, да речеме вајби, тие што ги слушам по дома и имам плюс една листа на афро, што исто така мислев дека ќе имам многу поише, ама немам. Пак се 10 на 15 ќе треба да ја малце да ја скратам и ќе биде тоа. Али како и да е, отворив да се потсетам што сме правеле лани. И лани јас сум го напишал и тоа и во description на Instagram дека сосеќам дека немаше добри проекти лани и ми се базираше селекцијата на синглови. Оваа година уште поише. Дури се мислам да направам една плейлиста или микс, сакав микс, ама не знам дали ќе стигнам. У стилот на Fake Casual што прави као Best of 2022 на плейлиста, бидејќи имам таманен од 40 на 50 онака синглови од сите подстилови што сум ги слушал, па дури нешто што се онака многу left field ствари. Аудер, да. Да, онака може ќе го направам тоа чисто да направам еден пресек на годинава, бидејќи може би до мене брат, ама се е многу чудно и е уште поразновидно и уште онака помалце можам да го поврзам со нешто отколку од 2021 и 2020. Се слагам брат. Ако ставам 50 песни брат, ќе биде различно. Почнувајќи од хип-хоп песните ќе бидат на различен бит, нешто е трап, нешто е дрил, нешто е па затоа. олд скул хип-хоп, мислам онака класичен хип-хоп, нешто е регетон, нешто е афробит, нешто е афрофюжн, нешто е ама пиано, онака скрос рандом онака. Се слагам. Тоа ми е можеби малци проблем. Мене ми се свиѓа разновидноста, ама на пример сакам да има еден звук кој што ќе е доминирачки. И на пример, окей, можеш да кажеш дека трап музиката е као, ама не постои нешто како трап. Еве на пример, буквално пред недела дена го добивме првото издание кое што можам да го кажеме солиден трап албум онака кај што е осмислено, као окей, добивме и од Future албум, ама и на Future албумот најголем импакт има на пример Wait for You песната, да, која не е ни трап. Воопшто, да. И као понага си викаш добро, окей. Да, можеби ама на крајот на денот трап музика како трап музика, еве на пример репрезент за трап музика искочи да е Метро Бумин кој што извади на крај на година. И ја бидејќи се уште го немам прослушано доволно време. И ми нема се уште легнало, не можев и не се осмелив да го ставам. Иако заслужува да биде. Јас го ставив бидејќи можеби немам нешто друго што Не, ама го имам пуштено 10 пати за еден викенд, брат. Тоа ќе збориме сега следно. Дека многу добро влезе кога мислам бевме четвртокот бевме у станица. Цела панда екипа беше таму.
Спомнав нашите браки, сите што беа и у публика, ама пред се пандемониум екипата. Поштено. И као Панчо отвори со Creepin. Мега отварање. Одлично легна, драга песна, брате, измислена за такво Да. место како станици, за било кое место, за opening, за closing. Па дури за сред вечер, брате. Не верував дека за closing ја замислувам, не верував за opening дека ќе е толку добра, ама многу добро лет. Знаеш, одма сите се вака. Така се префрлија сите у муд се стаја некој брат. Многу чудно беше. И добро е дека така споро почнува и после се менува битот, Да, после станува дупло, да. Се убрзува дупло и тука више може да почне да се надоврзе после музиката и да се отиде во таа некоја old school R&B зона и некои такви ствари. Ти го дава тоа. Добро, да. Ти го дава тоа, да. Може да влезеш у трап, у vibe трап, таков спорт, до Weekend стил, Bryson Tiller стил или Black или немам појма, Drake, или можеш да влезеш у 2000s R&B одма после тоа. Може да избереш кај сакаш да миксаш песната, у која насока сакаш да отидеш. Да, versatile за тоа, као стварно it does wonders for you, ама беше многу добар подек. Морам да го пофалам Панчо, не знам што му се деси претходниот четврток, ама така нема пуштено како никад. Онака кога го имам слушано. Го имам слушано премногу пати, али да. Не пијан Панчо, ама Панчо на 3 пијачки е многу боле Панчо него ли Панчо трезен в поглед на. Онака како he doesn't give a fuck, пушташе све и свашта и многу ми се свијаш. На крајот на вечерта уште ми фалеше Pitbull да пушти и да збеснам до крај. Све имаше. Све. Многу добра вечер и тоа сватив дека се пуштија 3 песни од целиот албум или 4. Creepin, Superhero, знам дека ја пушти, имаше феноменална реакција и на крај уште кој идеше сам И Јован Niagara Falls. Niagara Falls, 3 песни. Од албум кој што има 12-13 траки, така? Да. Брат. Која последен пат освен сега Her Loss има десено. Her Loss е единствениот албум од кај што можеш да пуштиш 3 траки, брат, 4 од албум. Да. Например, мене, не мора да значи дека една вечер устаница го дефинирало тоа, ама сваќам дека е единствениот трап албум со таков трап звук, е единствениот кој што и може да го има тоа. Оваа година, да. Оваа година, го збориме за 2022. И на тоа... Ти да чуне дека последниве месец дена добивме, ја добив за мене зборам, 5-6 нови песни се рато што немаше да ги ставам, брат, 3 месеци претходно. Од после летото, од сред лето, од после N95 на Кендрик и после нешто Јид беше од претходно. Од после N95 до сега немаше некак бенгер што ова е тоа. Единствено Доджа од Central C, што искрено никао песна не ми се не свиѓа толку, ама да. Единствена нова песна што може да ја пуштаме, брат. Така. Да, нема врска. Сега добивме 5-6 нови песни. Ја не знам на кој му се свиѓа Доджа, брат, али секој ја знае, ме разбираш, као таков хит, брат, што кечи ја сфаќа, те кринжа на моменти, триеш заби, брат, дури ја слушаш, али функционира и пак ја пееш кога ќе ја пуштат у клуб, ме разбираш, као неизбежно. Затоа не ја ни хейтам, брат. Ако можам, не би ја пуштал. Ако ми дадат артистите добра музика друга за пуштање, не би ја пуштал. Така? Ма бичиски. Или би ја користил да се вадам од гомна кога ќе пуштам 2-3 песни што никој не ги знае, па ај сега да. Да. Се вратиме малце. Cheat code. Не, ама мислам дека имав одличен викенд, ама тоа еве ќе почнам од таксират. Мене се ми е споено, брат, искрено. Од пин до сега се ми е споено, брат. Не, од пин ја направив пауза, али ја како почнав, тоа беше среда? Среда беше, така? Да. Почнав од средата, не прекинав до саботата и као сабота спиев. Мислам, луѓе мене што ме знаат дека не спиам многу, онака као спиам 6-7 сати макс, колку и да сум бил. Брат, спиев, легнав од 3 сати, вели се разбудив од 12 пладне. Тело шатдаун, брат, и пак станува збор за 9 сати, брат, не е нешто премногу, 9 сати немам спиено. Последен пат имам спиено, DJ Tiesto која иде, брат. 8 сати бев на концерт, ме разбираш, 2012-13, брат, Скопје. И као среда на работа цел ден, еден од најстресните денови што ги имав на работа. Се пуштам, завршувам малце порано. Сакав да ќе бидам најискрен, не бев нешто најзагреан за сите други работи, ама бев загреан за трап сцената. И за IMDb која што беше дел од main stage-от
И пробарно имаше тука бенклок, имаше моменти кои што можеш да ги испратиш, на пример кои што и ја би се поврзал со нив, на пример Butch Cassidy за мене беа нова ствар што ги нема вслушано, тоа беа хедлайнери, имаше многу луѓе на нив, си поминаа преубаво, али ја отидов, не се отидов, дојдов од 10 и пол така нешто. Само што заврши Дади не го фатив како настапува, ти ми кажа дека имал феноменален настап. Се каче Хилсон по втор пат годинава и као онака ко прв пат да го гледам, многу беше добро, многу беше сериозен брат, многу добар настап, луѓе многу добро реагираа на него, Враг на виолини ја настапи, мојата омилена песна. И као многу добра енергија. Пијачка 2 од тука, се пуштивме на IMDb, исто така многу добро. И морам да кажам дека многу убаво си поминав, ми се свиѓа момент, за разлика од лани мислам дека беа свртени стејџовите обратно беа, така? Вториот стејџ беше на другата страна, да. Вториот стејџ беше обратно и мислам дека така поише ми се свиѓа поблиску до врата. Да. Ама ми свиѓаше целиот проток на луѓе, онака као можеш да се движиш низ салите за да стигнеш до стејџот. И само една критика единствена ми е, мислам дека IMDb требаше да биде као closing act на малиот стејџ, бидејќи имаше луѓе, ама немаше доволно луѓе на големиот стејџ за нејзе, бидејќи е голема она има фан база биена, ама не е толку голема за да биде на мейн стејџ на фестивал за да е наполни, посебно не во Македонија, брат. Да беше некаде во Британија, сигурен сум дека ќе беше сосема поинаква сцена, ме разбираш? Не сум сигурен, ама окей. Мислиш? Не. IMDb брат, артист, забораваме дека најголемиот хит Shade беше излезен кога почна Trap the Fuck Up, брат, 2015. 2015-2016. Као Да. многу ја дам на тоа, брат. Да. Јас се гледав IMDb во 2019 на Exit, исто беше на main stage, но беше станало некој термин као 8 вечер, и имаш исто луѓе колку што имаш и на таксират сега, као 200-300 луѓе, 500 луѓе. Не знам сега, немам осет за дека голем стејџот, ама као немаше голема бројка на луѓе. Ја видов многу луѓе пред се девојки кои ги знам, кои многу лесно стигнаа до прв ред и беа многу блиску до неа, као. Да, бе, брат, ние одма отидовме и као многу добро. Мислам и као Shade на пример дури ја настапи уште втора, трета Не ја песна фатив ја онака. Shade. Да. Ја кога дојдов више беше на Дарко викам лудило и више беше нека. Shade веќе заврши ми. А чекај, ти ми кажа дека почнала со Масив? Да, ја отвори, имаше интересно отварање на сет. Почна со Масив, почна со некои други ствари од Honestly Nevermind. Ама чекај, она или диџејката? Диџејката и она беше тука цело време и имаше као интересно интро, она збореше цело време од страна врз битовите. И кога искочи... Тоа е добро, тоа би го слушал. Да, Ама тоа е добро за на помал стејдж, брат. И тоа ми е дека... Пуше клубска варијанта, некоја таква као... Да, кај што има капацитет од 800.000 луѓе, онака тоа би било или ја речеме феноменално. МКЦ капацитет, да, точно го кажа. Да. И може заради тоа велам дека и можеби на пример ако беше closing act после сите артисти кои што беа на трап сцената, таму се појавеше, мислам дека можеби ќе беше и многу подобро, пошто таму ќе имаше посконцентрирана маса на луѓе кои што пред се ја знаат и ја слушаат незината музика. И плюс луѓето од main stage може да дојдат таму и ептен да се направи full house и да има и поголема енергија и тоа целото онака да иде и back and forth од артистот кон вако. Инаку онако настап имаше многу добар. Многу добар вокал, искрено не замислував дека така ќе нам стварно многу блиску до цело време мислев дека незиниот вокал е многу онака со филтри, со свето, стварно вокалот е таков кој што е онака како Shade настави онака 1:1 беше со студиска верзија, многу добро беше, брат. Не знам тоа дали има некој опасен саунд инженер у позадина. Сигурно и тоа, да. Али као многу добро звучеше, многу. Ама се гледа доена со женско друштво онака со валјда не знам дали таа беше девојка, ја снимаше цело време или social media менеджер, што и да е. Диџејката исто така цела екипа беа девојки што ми се свиѓа. Да. Добро изгледаш. Многу добро, многу. Фрли неколку винили, фрли неколку блузи у публика. Све тоа што треба еден артист да го направи за прв пат доаѓање у држава како Македонија, нормално. Ја тоа што го видов ми беше многу underwhelming, брат, и онака бидејќи знаев дека тоа ќе се случи, не бев изненаден. И бев као добро, окей, тоа баш се деси тоа што го очекував да се деси. Добро што дое тука, за жал можеби и не се ни видов, не успеав да ја сретнам негде без стејдж, ама искрено не ја бркав, не ја барав. Добро е што луѓето видоа и би рекол дека можеби видоа и како треба и како не треба во исто време, бидејќи онака бар ја тој дел што го фатив некои 10 минути посадов, беше целосно губење, онака не знаеш ни она сама што прави.
реге чант имаше, ој, нека као беше него неповрзано, Тоа е поише, знаеш како, кога Немаш- пробуваш да направиш сет од песни што луѓе не ги знаеш, не ги знаат песните и пробуваш да ги Ама, брат, вовлечеш во сето тоа. затоа ќе кажам, не се слагам Вика, дека има, не се ви- слагам дека има фан база, брат. Мислам дека има многу фоловерс на Инстаграм, поради тоа што изгледа добро. Има стил, сето е супер, супер изгледа на социјални мрежи, али Па не, после 5 години од најголемиот хит Да, па се тоа е. шлепа на стара слава и на фоловерс на Инстаграм и луѓе пред се девојки ја сакаат и тоа е во ред, ама као не музиката не го држи тоа. Да. Нема музиката Да, не го потпира тоа. ја ти кажам, фушо тоа да бидеме реални, луѓе се дојдени за една или две песни макс од неа, ништо поише. Ја знам две од неа, Urban Jazz и Shade толку. Уште една работа, брат, ако беше на малиот стеж, можеби ќе беше подобро бидејќи сватив дека има и луѓе, многу луѓе што не ја знаат, брат. Дури на Дискорд некој пише дека не знае кој е, а слуша трап и хип-хоп и се што кај нас на Така. Дискорд дека би требало да ја знае. Да, Ама бидејќи музиката она беше под наводници популарна пред 5-6-7 години, доаѓа од Британија, не се појавува толку често Да. на овие на комплекси, на овие други ствари што ги следиме сите што се така. што третираат поише американската сцена, сватив дека уствари многу луѓе не ја знаа. И можеби да беше на малиот стеж, можеби многу луѓе ќе се запознаеа со неа бидејќи со самото тоа што ќе беше на тој стеж, ќе значеше дека она е тој стил и може Да. луѓе ќе си речеа да ќе погледам малце. Тоа И ми ќе се беше појавеше убава голема висока црна девојка и ќе направеше шоу што може да ќе привлечеш онака друг бранд, поинаку ќе трнеше целото шоу. Тоа ми беше и мене. Ја мислев дека ќе на многу поише ќе ги соедини тие две сцени, брат. Као луѓе од меинстејџот ќе се појават таму, можеби ќе дојдат 15 минути порано, ќе фатат некој друг, ќе фатат Синката и Донацу, можеби ќе го фатеа Хилсон, ќе се измешаа, ме разбираш, мислам дека од тој аспект и боле ќе беше. Ама и не е дека публиката од меинстејдж, по наводници публиката од меинстејдж, бидејќи нема публика за меинстејдж и за втор стејдж, публиката е на фестивалот и поентата е да движи. Да, Али да нормално. речеме таа која наречеме публиката од меинстејдж, не е дека таа публика беше за MDDB дојдена, брат. Ја Поише би буквално рекол само дека за публиката неговите- од помалиот стејдж требаше да дојде на меинстејдж да ја гледа неа, бидејќи по наводници трап или што и да е хип-хоп. Што и не се ни случи до толку. Не се случи, останаа на Домплеја и на Принцеза Нац. Што само ти кажува пуша за MDDB. Искрено. Реално? Да, реално. Затоа велам добар момент, мене ми се свигаше, мило ми е што ја видов, ја требаше да ја гледам у Париз на многу помало шоу клубче И онака. ќе беше многу боле. И сигурно ќе беше Еве. многу подобро и за мене и општо и за све. Не се деси да не отидов у Париз, ама не знам. Ете. Уште еден онака чек дека имам видено, Да. и ама факт ако имам шанса да идам на поприватен настан, каде што можеби и на пример и поише и луѓе знаат музиката едно друго, не знам. Можеби пак би отишол на некој поприватно, да не е вака на голем. Брат, на Мислам клубска дека журка голем- треба да идеш кај што ќе пушта неziната диџејка, она само ќе се појави. Исто. Тоа ќе биде најболја варијанта. Најболја варијанта ќе е тоа, дефинитивно се согласувам. Ама затоа ти велам, можеби овој стејдж не беше за неа. Ми се свиѓа дека беше повикана како артист, ама не големината на таксират и колкафе и стејџот и свето, мислам дека беше преголем за неа, онака не слагам. дека не е артист кој што може да повлече луѓе, као реално да правиме муавет. Таа ти е бонус онака као дојден сум за пучкеси, за бенклок, хамајки идам пола сат порано ќе ја гледам IMDb. Чисто колку уште еден артист да штиклирам од листава на артисти што имам слушано, ме разбираш. Затоа реков, јас сум човек што ја слуша IMDb, знам на памет две песни од неа, толку, ништо поише од тоа, ме разбираш, као нема вау некој албум, нема она има музика, али таа музика е многу онака како Pussy Riot, мислам дека се викаше една од тие, многу е различна, брат. Има некад има онака джези ствари, онака побавни, што се пак трапиш, има некои што се рейдж ствари се у последно време. Стилот ти е насекаде онака и не може и она да креира еден звук онака кохерентен кој што и низината фан база ќе се поистоветува со него, ме разбираш, насекаде пробува. И нормално е тоа. Што кажа, последен пат била позната у 2016 била Попин. И као онака пробува нови ствари за да влезе у некои нови води чисто да види што и како. И заради тоа мислам дека пак ти кажам, се сведува на тоа дека мило ми е што ја викна, али не Се мислам, разбира. не мислам дека беше правото место за Стејдж правиот и стејдж, слот. тайм слот за нејзе, да. Да. Се слагам.
Ги спомна Буч Кесиди, како си помена на нив, ги слушаше? Не ги слушав искрено, само што почна се пуштив у минус. Добро. Да, толку да останеме таму на тоа. Не, нема врска, мои другари пуштаат таму, а се нема видено со нив. Викам ајде. Шараут Убли екипа, шо? Шараут Убли екипа, реално. После долго време и они се собраа заедно. Алек живее у Берлин, долго време се немаше вратено, посебно не беше у можности кога се имаше вратено да пушта музика. Така да многу беше добро, заглавивме до прилично касно. Од Златен Бенклок ја отидов на побрзото, на Ациди и на Побрзо Ласери. тоа, и Бенклок беше брзо за нас, брат, искрено. Да. Ох, не шо било. Хаос. Не, ама многу добра журка, многу добро си поминавме. И Бучке си не ги гледав, ама вака луѓе импресии што чув дека добро си поминале, дека ама ја не знам една песна, не знам од Бучке си, брат. Ја не знаев дека се добар бенд од Балканов, млад бенд, нов бенд со свеж звук. И екипата на Red Bull не покани да отидеме на промоција на нивниот филм дента пред Исто така, таксират. огромна благодарност, ја не бев во можност да отидам. Отидовме ја и Дади, брат. Значи прејако нешто гледавме, искрено. Не очекував дека Мислам дека се вика Еуфорија. Еуфорија сега така се вика и албумот. Се вика Еуфорија уживо и уствари имали идеја која беше COVID да направат лайв сесија што ќе ја снимаат. Така. Али од обична лайв сесија направиле мини филм, брат. И уствари дешавката на целата дешавка, они свират се случува во некоја старо Југославија време, нешто 80-ти вајде, 70-ти, 80-ти, немам И нивниот вајб е таков, така Звукот, се облекуваат, да. И као во некоја студио се тука као за снимање, вајде некоја телевизија или нешто, и се они снимаат песни, па доаѓаат други, некоја реклама треба да снимаат, па тука влагаат нивните фанови, прават хаос, као има и течение на целата приказна и успато они ги свират сите песни. Што е многу јак момент и многу е добро се тоа изведено. Изгледа светски, значи изгледа онака пичку матер. Добро. Не, И видов после дека тоа кога го изгледав, дечките имаа после Q&A сесија, тука и луѓе им поставуваа прашања, иначе салата во Стенепрес беше полна, чисто така браво за нив што успеале да ја наполнат и што имаат фанови. Имаше стварно добри прашања од публиката, не беа они се гледа дека се онака нормални дечки и одговараа на прашањата и беше многу се природно и ме привлече да ги слушам и на таксират ги послушав малце и после таксират таа една песна ми се вртеше у глава, не знам сега како се вика, појма немам. И кога си ја пуштив утре дента си ја слушав и дома, си го пуштив албумот 2-3 Vibe. пати. Онака ми се свига, брат. Имаше период кога што слушав таква музика, да речеме бендовска музика порано пред поише од 10 години е тоа. така. И одамна немав нешто такво, немаше нешто такво закачено, али онака ги видов у средата, го гледав филмот, ги слушав као зборот, ги гледав у четвртокот на или у средата, у вторникот беше филмот, средата ги Так. гледав на таксират. И кога добив онака болја слика отколку само да се појавев да ги гледав на таксират 15 минути, као може ќе ми се свидеше, може не. Вака видов што прават и како го прават, ги заследив и на Инстаграм, ги следам и онака баш ми е интересно да видам кај кидат, у која насока кидат со музиката, со кариерата им, посакувам се најболje, брат, дека стварно е нешто интересно и стварно се гледа дека дечките работат на својата кариера Да, на брат, себе. и плюс имаат, ја барем колку што успеав да видам, јас сум лайк за ова, онака, ама видов дека имаат и посебен стил на облекување, онака се облекуваат двајцата, дека се дуо, дека имаат, дека користат и синтесајзери у својата музика, дека користат малце Електронски електроника. звуци. Они биле претходно тројца Читав тоа. и кога едниот одлучува да напушти, менаџерот им вика мора да продолжите, брат, снајдете се, имате, мислам има различни начини, електронски продукција, нешто може да замените, нешто да биде претходно свирено, да се пушта на лупови такви работи, и они го прифаќаат тој совет и работат на тој, тој им го дава тој модерен момент, бидејќи тој момент ми се свига. Електронскиот момент мене е тоа Да. што ме влече на нивната музика. Не знам која е била причината, остануваат безглавен гитарист или такво нешто, или бас гитара остануваат, Пас најверојатно. бас и онака како го зимаат синтезајзерот Abletonот и почнуваат на него да прават ствари, да свират, и тоа ти дава некоја друга димензија, онака како што на ДНК на пример бендот им дава друга димензија и таа инструментализација, они на пример влагаат у овие води кај што електронското им дава нив друга димензија, така да многу добар момент. Читнав нешто на Википедија за нив, онака чисто да имам се нешто како не го успеав да ги гледам бидејќи заминав. Можеби тоа беше грешка, се надам еве у некој еве се надам можеби ќе има следен пат кога ќе настапуваат овде па ќе ги гледам. Али не знам, ме привлече сега ќе го пуштам албумот кога ќе заврши, ќе си го пуштам. Имаме Не знам дали ги можеш да го осетиш и не знам дали ги имаат филмот ставено на YouTube, претпоставам дека можеби не бидејќи го прават промоции по кино, ама можеби и е.
Да го изгледаш така, ќе биде многу Ќе видиме, да. Штеда што не можев да отидам на работа бев кога се пушташе тоа, ама следна прилика ако постои дефинитивно. Кога затвориме таксират, останавме ние после со Денис, со една цела екипа, големо друштво од Битола, од Скопје, поеше другари, онаке другарки, Бен Клок. За мене тоа е пребрзо. Газење, ама за мене тоа е таа музика е пребрза, ми се свигаше, беше супер. Шараут Борец и цела екипа на DVD Plus за целото светлување и вижуалс и се изгледаше светски онака. Баш изгледаше како ја крейв. И кога почна електронската музика уште пооткачено стана со сите светла и сите ствари. Така да уште едно супер таксират искуство, шараут од цела екипа на Пасвард продукција кој ги изработе, настанот, честитки за уште еден успешен таксират. Ние сме задоволни од малиот стејч како излезе се беше како што треба, немаше проблеми. Добивме солидни настапи од Баша, Дади, Хилсон Мандела и Домплея и Кика. И имаше добра дружба на кај денот, на тоа се сведува сега таксират, тука се луѓето на едно место се голема е салата, ама успееш да се видиш со различни луѓе, да се направиш муабет. Тоа. Као секој фестивал тоа е поентата, уствари мање више ти што ќе гледаш и како ќе гледаш, него целиот провод, целото искуство е најбитно и мислам дека добивме едно уште еден супер таксират, брат. Тоа, ќе видиме што спремаат за следна година, сигурен сум дека веќе работат на случајот. Сигурно овде и Дфест пред тоа, така да Пасвард продукција и се работат на случајот како и да е за тие настани. Чекај да го затворат прво ова, не е туку така се затвори голем фестивал. Реално. Ќе се префрлиме на нова музика. Ајде. Ајде. Ја немам преслушано нешто кој знае што. Да, ова е мојот сегмент сега. Ја ќе зборам за нова музика, за нови ствари кои што имаат искочено, нешто што успеав да преслушам. Тоа е, мислам дека морам да почнам од тоа е долго очекуваниот, вака ќе направам долго очекуваниот албум на Сиза. SOS, најновиот TD релиз, албум кој што е онака као 6 years in the making, немам појма колку време има поминато од претходниот нејзин албум. Не знам која беше причината за сето тоа чекање. Знам дека Сиза имаше големи проблеми со TD, конкретно со Панчо, онака за вадење за албуми. Не и даваше музика Панчо? Не, Панч, TD Панч, не. Top Dog, не збориме за Панчо. И као имаше големи проблеми со својот лейбл, брат. Не и даваа да вади музика. TD знаат малце да бидат ригорозни кон својот релиз календар. Сиза е едно од најголемите нивни артисти, што ми е mind-boggling, онака како се уште не можам да сватам како Сиза е еден од артистите кои што има најголем following на вакво, не знам тоа. Тој момент што го кажа дека е pre-likeable, дека има многу голема фан база и на Инстаграм многу следачи. Мислам дека има исто така голем удел за Сиза и начинот на кој што изгледа и све тоа да има да има поише фанови него ли тоа што нејзината музика заслужува, не дека е лоша. Музиката е прекрасна, огромен фан сум на Сиза, али после 5-6 години онака очекуваш да чуеш нешто друго и морам да кажам дека добивме повеќе од истото. Не е нешто out there, не е нешто скроз поразлично, туку добивме еден албум кој што е релативно долг, доста траки има некои кратки, ама има некои моменти кои што се онака малце поразлични него ли претходно, али не е ништо ново кое што немаме слушнато. Истото флоу, истата тематика е мислам кој што е и нормално е за R&B албум, ја не барам нешто конкретно, али на пример мислев дека ќе има некој нов момент, некоја нова сфера на сето тоа, некое патешествие кое нешто што си има десено у последните 5-6 години онака за и да ја натера нејза да прави нешто малце поразлична музика со поразлична продукција. Не беше тоа случајот. Класичен традиционален R&B албум со модерен звук, со таков трапиш вајби кој што е релативно и можеби сега, ако земам R&B звук онака за 2022 и 2021, можеби малку позадина влезем, бидејќи Сиза, Клоу и Хейли, тие се артистите кои што го негуваат тој стил, се поише, например, и конкретно машкиот дел на R&B светот е поише кон тоа Giveon, Lucky Day, поише кон тој традиционалниот онака со инструменти, као поише на вокал. Овде е поише на вајб, овде е поише на мелодија, овде е поише на такво да е lovable, да е huggable, онака тоа baby making music што се смееме дека. Ама
не ми прави ништо албумот, брат, као добар е, квалитетен е, ми се свиѓа, али онака као можам и без него, ме разбираш, не е нешто што вау, ми треба у мојот каталог, ова ќе го вртам. Имам поише R&B плейлисти, не верувам дека ќе ми се најде една песна од нив, можеби една, има неколку интересни моменти, не можам да лажам. Има интересни features кои што не ги очекував искрено. Знам дека Shirt беше еден од сингловите за ова и као направи огромни бројки, ама стварите кај што е најнеконвенционална продукцијата, таму највише ми се свиѓа. Така да, еве, за мене има ја би го поделил албумот на две половини. Втората половина некаде ми почне тука кај Smoking on My X-Pack. Тоа е кратко као интерлуд онака. Минута и 20. Каков наслов е ова, брат? Да, немам појма. Ама Добро. Таму има малце change up у целата продукција у светот и од таму ми почне таа подобрата половина на албумов. Која е разликата? Првата е поише трапиш, мислам поише со Поише е таква. битови со Да, као таа ми е таа класичната тоа што очекувам од горната или сезона. долната? Горната. А за долната, иако пак има такви моменти, Smoking on My X-Pack, ти викам, тој ми е тој прелаз за нешто малце поразлично. Ghost in the Machine, можеби ми е умилената песна. Таа песна е со Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers е артист кој што не можам да објаснам каква музика прави, треба да чуете, исто така легендарна, многу добар текстописец, многу добро знае да пренесе емоција преку текст. Му прави по традиционално, не е ни R&B тоа, ни зимното, не можам да го нарачам R&B. Луѓе би ме убиле онака ако го нарачам ова R&B, ама песната се вика Ghost in the Machine и е многу по-карактеристична и многу по-различна неголи тоа што го има си направено до сега. И одма ми отскокнува целиот албум и од целиот нејзин каталог. И си викам, окей, ова е, ако има поише вакви песни, топ. Овде е F2F исто така, Open Arms со Travis Scott, која што пак е уште една од тие као high profile Travis Scott она features што мене лично не ми прават ништо, ама се у негова полза. Ме разбираш, као не додаваат ништо. Добра песна е, али ништо не прави. Don't Toliver има боле фичер овде на албумов, онака као. И тоа сватив дека Don't Toliver, тоа го зборевме и со Beast на Discord. Don't Toliver е читко од више станат, брат. Као Don't Toliver нема лоша песна, човеков, брат, нема лош фичер. Ја не се сеќавам. Фичер нема лоша, песна има. Да, не за песна, туку фичер која ќе стане на некоја друга песна, секад го вади максимум од мелодија, од битот, од све, брат, многу. Као стварно се понаша како чит код. Има исто така, аутрото е многу добро и е многу карактеристично, е Forgiveless Old Dirty Bastard. Ова искрено не ни проверив, не знам дали е, немам појма дали е до сега неизваден текст, дали е некој преработен или нешто, али ми се свиѓа, ме потсеќа на нешто друго и тоа ќе кажам дека сите моменти кај што и сите песни каде што не е традиционалната си за која што луѓе се навикнати да ја слушаат, таа ми е најдобра, онака дека добиваш 23 песни, та нема 6 години и повеќе да звучат на секој претходно што имаш извадено и као да знам дека луѓе ќе ја слушаат, видов дека стрели некаде на close to 300k first week, онака као лудо е тоа се Kendrick Lamar бројки, ме разбираш, ти да извадиш албум и да се со Kendrick Lamar, а да сте под истиот лейбл, мислам заедно со овој албум, и ти да имаш приближно тука некаде бројки, е луда работа, реално, никој друг не го може тоа, ни Absol, ни Schoolboy Q, ни J-Rock, не се ни приближно до тоа. Да. И стварно голем артист е во поглед на тоа колку луѓе ја слушаат и каква фан база има, пошто господја има 38 милиони monthly listeners, брат. Премногу е тоа, посебно за артист кој што нема извадено 5 години нова музика, си има појавено на 3 албуми до сега, има извадено неколку loses here and there, онака како Black Panther, кога и да беше тоа, исто така беше 2016, така нешто. Тоа е многу одамна, онака 2022 сме, брат, како Control е 2017, така да 5 години точно. И као и Control пак имаше тие Travis Scott features, има more of the same, знаеш, онака како тоа за мене што ми функционира, тоа ќе вадам. Би сагал поише ствари ко со стварите со Phoebe Bridgers, стварно тоа ми беше многу добро. Тоа ми остана како хайлайт на целиот албум и си викам окей, можеби таа само ќе ми се врти. Искрено, немам ништо поише што да кажам за нејзе и ќе продолжам на следното издание. Ова искочи вчера
и си викам морам да го преслушам, сакам да го преслушам да видам што и како бидејќи имаше уште еден албум кој што ми се појави на ми се појави на листата за топ R&B албуми за 2022 кој што е многу добар. Тоа е бенд, колектив на луѓе кои што го слушам исто одамна. Бендот се вика или колективот се вика Salt и е UK колектив од поише инструменталисти, продуценти и артисти. Меѓу кои и Little Sims. Little Sims вчера изненадно ондигде никаде извади нов албум кој што се вика No Thank You. Прилично долг албум, за бројот на песни кои што го имам од 10 песни, рантајм има од 50 минути, што значи дека као у просек една песна е 5 минути и почна многу добро. Ова е лани, знаеме го извади албумот Sometimes I Might Be a Introvert, Simba. Така мислам дека се вика или како беше албумот? Мислам дека е тоа, да. Да, Sometimes I Might Be Introvert. Албумот имаше многу добар ресепшн онака од луѓе. И сега, например, на First Listen, овој албум ми е онака како hits the right spot онака. Ова е ја имам истата импресија кој за Кендрик, преперсонален онака, стварно си влага у свој битки, у своји ствари, збори за своите masters, за своите ствари, за музиката која што претходно има правено, за ситуацијата у Британија која што не знам колку знаете, али у Британија онака музиката е многу цензурирана, као дрил артисти имаат проблеми ден денес онака ги осудуваат за ствари што ги зборат у песни, за ножеви, за све тоа, за спотови кај што се појавува оружје и ножеви, заради тоа сите носат маски и све тоа, таа целата култура. Многу добро ја објаснува овде. Многу добри ствари збори за сето тоа и заради тоа и албумот се вика No Thank You, на еден начин све тоа што не смета, овде е онака airing out, таа енергија како ова ми смета, ова не сум за тоа, за ова не сум, ова сакам. И си кажувам многу онака ствари не изашо и лежат на душа и мислам дека можеби тоа не проверив, ама барем така ми звучи од целата и да, исто е Age 101, што значи дека од овој албум натака она е independent. Значи тоа претходниот албум Sometimes I Might Be Introvert е под друг. Овој албум е изваден под Forever Living Originals, што значи дека е нов лейбл. Значи е нејзиниот лейбл и ете, тоа е уште еден артист кој што ги избегнува сите тие води, крира нешто свое и го дава албумот кој што сака да го извади. Добар албум, малце знае да биде долг онака, знае малце да биде репетитивен, бидејќи треба да сакаш да го чуеш за да го слушнеш, не е нешто што би ти влегло у плейлисти и ќе ти фати уво, онака како треба да си фан на Little Sims за да го пуштиш албумов. Зборевме со Курчо исто така има многу добри коментари за тоа дека тематски обработува работи кои што сакаш да ги чуеш на 27-8 години онака, стварно како допира до тебе и за врски, и за комуникација со луѓе, не само за партнери, туку и за другари, за како тие се поставуваат и све тоа, дека може да кажам дека има еден таков Дрейк момент, она Дрейк дипкац кај што збори за фамилија, за другари, за сите тоа, само многу по tone down, по down to earth, кај што ги нема милионите на Дрейк, ме разбираш, као такво е, можеш да се поистоветиш поише со тоа, неголи со Дрейк стварите што ги збори. Така да, квалитетно парче музика, 10 траки е, малце е долг, кој што кажав, 50 минути, онака има песни кои што траат 7 минути, има 5-6, најразновидни се, продукцијата е mostly инструментална, што мислам хип-хоп е, ама се гледа дека се користени инструменти у неа, онака како се гледа, има брейк битови, има најразлични тапани кои што се префрлаат усред песна, транзиции, некои чудни. И ме потсеќа на албумот 11 од Salt, кој што го спомнав, кој што еве ќе кажам, мене ми се најде на листата за топ 10 најдобри изданија. Имаат многу поише албуми, имаат еден од 2019, тоаш ги дознав, се вика албумот, се вика 5, така им се сите подредени нумерички. Таму има една песна Why, таа ми беше врв, тоаш кога ја чув. И ова ме потсеќа на сето тоа, како инструменти, се гледа дека работи со свој бенд. Знам дека имаше и NPR каде што исто така со истиот бенд настапува, така да има тој убав момент онака и ја знаеме дека она е сека таква индепендент, дека е силна, дека го има тој момент на Курчо, онака е жена од UK и е против системот и против све тоа. Така да ми се свија ова, ми се свија бидејќи освен R&B изданија, не добивме рап барем за мене, иако знам дека Меган Thee Stallion и све тоа не слушам. Извади албум?
извади албум, онака како женски артист кој што можам да го слушам, извади албум, брат. Не би го ставил на листа, значи пресвеше, листите веќе ми се завршени. Не би го ставил, значи еден ден го имам слушано, ми нема ни легна, не ни можам да кажам, али добро парче музика, онака. Во лош момент извадена добро парче музика. Зашто прекасно ти е? Па прекасно ми е у годината за да можам да го споредам со било што. А најчесто тоа сватив дека овој период, тој пола месец сеја до нова година, не го зијам за уследната, ме разбираш? Па, да. Не го зијам. Така има Филани еден момент со Navy Blue еден албум и со Half God на Wiki кој што исто така искочи. Треба да го земеш за следната година. Треба. Ова можеби ќе биде ентри за следна година, да. Ама како и да, all in all, добар албум. Ако Little Sims ви е нешто што слушате, ако тој стил онака као инструментален, онака потрадиционален, Loyal Carner, нешто такво, ако тоа ви е, би слушнал ја, брат. Може да ви интересира. Loyal Carner исто така имаше албум годинава кој што го немав чуено, го слушав завчера кога видов дека има изваден албум, бидејќи се потсеќав имав слушането исто една песна од него. Исто така добар албум. Saint го преслуша? Како? Санте, како се чита? Saint, да. Saint. Санте. Може би да е Saint, немам појма, дека ето му е со апостроф, може. Ону песна да вика Saint е? Не, Don't call me Saint. Don't call me. Немам појма. Ја знам само шаде, а лани Local MVP исто така ми се најде на еден од најдобрите проекти за 2021. Така да, тоа беше од музика, барем тоа уште успеав да преслушам тие се два албуми кои што искочија неделава. Нема не да се рап албум, ама нема не да се лутам ако биде стајани у водите на R&B, бидејќи нема ниту еден credited feature, ама кога отворив на Genius, гледам дека на рефрените ја има Clio Soul, која што е еден од најквалитетните R&B вокали моментално, женски, кој што исто така лани ми се најде на R&B листата за најдобри изданија. Има уште некои такви, кај што рефрените се такви певливи, као недела, попладне, онака, темно кога ќе, ова може да се го пуштиш и таман ќе ти. Тоа таков е вајбот, брат. Таков е вајбот. Малце uplifting, ама не енергија да ти даде кој знае што, онака да те удри у груди, само тоа ти дава. И добар албум, за тоа што го прави своето. Као си таа целта за квалитетна музика си го прави. Се преслуша. Тера таму кај што треба. Не се ни сеќавам друго дали има, мислам дека тоа беше друго, не знам дека ова морам да го кажам, ова беше многу добар сингл, може и ова тебе ќе ти се свија. Black Odyssey и не знам овој BNX сега што е Буџу. Буџу, да. Буџу. Бенстон, така тоа се чита. Немам појма како се чита. Извадија песна нова, Lay Low. Леле, тоа што е? Тоа е уводите на Wizkid новиот албум. Добро. Афро со R&B, таква секси? Секси. Скрос. Ова ми е посекси него ли било што има и на Wizkid албумот. Така да многу добар, многу силен сингл, а ова исто Black Odyssey имаше албум извадено годинава, репрайс на претходниот од 2021 и многу ми се свиѓа Ептен, онака еден од најслушаните ми е годинава. Исто така многу добар албум, али оваа песна мислам дека тебе ќе ти многу ќе ти се свиѓа. Посебно онака ако ја чуеш у право време, ќе биде права ствар дефинитивно. Ќе преслушам, ја вчера земав да го преслушам албумот на Коджи Радикал кој излезе во 2022 бидејќи кога срчав таму по албумите ми се појави, сфатив дека овој го чувам, а не го преслушав толку добро. Така. А песната Born која се наоѓа на тој албум која беше сингл ми е една од топ 10 песни за годинава од афро светот. Викам ајде да го преслушам, го слушав, ама немам уште изградено мислење за да дам некој ревју, ќе го преслушам уште неколку пати. Ама вака вчера шетав со Грицки, бевме до Лептокарија и назад. Скоро цел го преслушав, беше такво темно, врнежливо и ми легна некако. Ми легна добро. Има убава музика годинава, ја само тоа ќе кажам. Има убава музика, ама пак е таква. Сегрегирана е онака по свој покет, као никад нема да стигне Коджи Радикал до мене, брат, ако не го знам кој артист. Мислам го знам кој артист, ама не го следам на Spotify, нема да ми искочи на. Немаш каде да го најдеш, брат. Немам каде, немаш ти сетинг кај што можеш да ми го пуштиш, не е ни за на афтер, не е ни за на седенка дома. Ме разбираш, онака треба Ептен да си текне и ти сам да се присетиш, да ми го пуштиш на Вибри и ми кажеш ево мораш да го чуеш. Брат, ја го ставам во тој кош. Какви се тие албуми кои што имало моменти да ти кажам Дарко, мораш да го чуеш. На пример овој сингл ми е еден од таквите, ме разбираш, ама
Фали тоа, брат. Фали нешто што сите мора да го знаат годинава. Се Тоа ми слагам, фали. се слагам. Тоа ми фали дека као, дечки ова мораш, ова не можеш ова да не го имаш слушнато, ме разбираш? Ја добив впечаток дека такви ствари беа Стив Лейси, Брент Фајас, Кендрик, ќе кажем дури Бед Бани на светска сцена. Тој впечаток го добив онака. И Дрейк и 21 Savage Her Loss. Еве дури Метро Бумин сега. Мислам дека тоа се албумите што онака као мораше ги чуеш, ја која не преслушав ни Стив Лейси, ни Брент Фајас. Ама не, знаеш како и тие се репрезенти за стварите тие што ги репрезентираат. Као тие се најистакнатите албуми од нивните води, ме разбираш? Сваѓаш као... Ама нели имаат по широк апил? Има, дефинитивно имаат посебно, можеби Брент не толку колку сите други кои што ги набра, не би го ни споредил. Нема да ја главиме работата, брат, ама ја имам впечаток дека Брент Фајас, цела оваа публика што доаѓа кај нас на журки што се знаеме со луѓето, се знаеме сите лично, мала е Македонија и Скопје онака. И не само Скопје, другите градови. Имам впечаток дека голем дел од таа поднаводници трап екипа се влага у Брент Фајас водите, у таа тие некои. Си застануваат токсични сега. Сме биле токсични секако, брат, цело време, ама... Сите стануваат говнари, сега се инспирираат од Брент Фајас. У поглед на звукот зборам, брат, им се свија тој звук. Да, не знам дали е, можеби хайп, дали можеби са тоа the next thing за новата генерација. Дај Боже да е супер за нив и за сите што го сакаат тој, за Брент Фајас дури супер. Таков ми е впечатокот, брат, можеби грешам. И се осеќам дека тука има голем дисконект помеѓу мене и нив, ако јас сум поише ова афро, да речеме, таа насока. Так. Голем дел од трап екипата или луѓето што се праснати со трап сега можеби влагаат од тие води. Што? Ако е така природно, супер, брат. Не, аба види, и Брент Фајас има такви моменти каде што и Fuck the World и сега и Wasteland, например. Не е трап звук, ама знаеш она бавно R&B, тоа го знаеш тој Брент Фајас звук, брат, као и тоа например валјде им прија и на луѓето кои што не знам, тоа слушаат од 4-5 саат бајле која водат љубов или што и да, брат, ме разбираш, тоа има као еден од моментите кога слушаш Брент Фајас, тоа, брат, или си сам дома, брат. Као и го пушташ тоа, пошто ти е бавно, такво ти треба, брат, навечер, или си со девојче, или си со дечко, што и да е. Тоа ти треба, брат, таква е тоа, таа што викаш ти секси музика, ама например афрото е малце поразлично, дека го има истиот ефект, не дека го нема, ама со поинаква енергија. И е многу далечно од луѓето што се пораснати на трап. Исто така. Нас не ни е далечно дека ние имаме пораснато на R&B 2000-ти, дури на Денсхол, на Шон Пол, на Шаги, на се тоа. Завчера гледав ствара за Шон Пол, збеснав. Од Vice го гледаше да? За Шон Пол не гледав, ама гледав за Шаги, за Афромен и за... Предобро е, брат. Шон Пол, брат, предобро видео. Како се викаше серијалот? И не ми текнува, брат. Има на Vice серијал како се направени тие некои такви легендарни песни. Ја гледав за Афромен Because I Get High, она Who Let the Dogs Out, и It Wasn't Me од Шаги. И сега искочи за Get Busy, ама не се збори само за Get Busy, се збори за све живо и диво, општо онака животот и на Шон Пол и од кај потекнува. Многу интересна прича има. Ќе го гледам. Дека накратко само ќе спомнам, збори дека он живеел у Кингстон, ама живеел у Upper Kingston, тоа е било некој како middle class и немал никаква почит од луѓето кои што живееле у in the slums. Као он имал куќа, учел у некоја школа, ама он бил најнебогатиот од неговото школа, као најтаков бил со beat up, sneakers, со све тоа. И он бил измеѓу каде што него почитувале од неговото школа, ама дека бил овде у ова школа него почитувале и тие што исто у истата социоекономска клапа бил, ме разбираш, и вика многу интересно, вика вакво каде што ја вика пливач. И он се спремал и дури за олимписки игри едно друго. Аз многу сериозен, ја тоа не знаев дека пливач бил сериозен, дека тренирал едно друго и почнал јамајканци, брат, прават такви ритмови цело време. И почну, не знам, има некоја прича да збори на самиот базен, довикува до неговиот вакво, и имало некој што правил музика. И му рекол како умееш така да викаш и толку да ти биде чисто, на толку далеко да ти се слуша вокалот, дојка и мене у студио ќе пробаме нешто.
И од тука почна целата прича, брат, влага у студио, почна да пишува и вика пошто вика нема, вика не може вика како dancehall music вика, почна вика од тешкиот живот, вика има и вика и таков елемент вика на тој социоекономски вика каде што се збори. Не е вика од секогаш било вика за девојки. Ама вика никој вика не ме прифаќаше вика за тоа, као ти си дете од middle class. Ти живееш вика тебе куќата ти е со white picket fence. Иако вика никад не сум имал пари вика тоа било останато вика од мојот татко или нешто и што и како. И вика свати вика морам вика да направам вика switch и да почнам вика да зборам вика директно за девојки вика за журки вика за све тоа. И така профункционирав. И почнал да прави. Има еден момент каде што не можел да се маркетира никако у Америка. Кога он почнал и идел у Атланта, идел у Мајами и идел у DC, каде што имало најголема концентрација на јамајканци каде што може да настапува. И имало момент, тоа мислам сега ти поише си врсту тоа, Diwali Rhythm. Да. Тоа е ридимот на тој инструменталот на песната на Lumidi ОО. Тоа е тој легендарен. Као сите имаат на Diwali Rhythm. Се вика Diwali Rhythm, еден од најпознатите ритмови на сите времиња, ќе кажам слободно. Таму е Get Busy, ама пред да биде Get Busy се има премногу брат. Lumidi ОО, Wayne Wonder, Not Letting You Go и баш се устаница ја пуштаме Brick and Lanes. Сега заборив, ама Love is Wicked. Не е ни бит. Значи, еден од најлегендарните ридмс и онака као 2002 е време. Така нешто, да. И као успева да стигне до некој продуцент амерички кој што имал многу добро знаење за таа јамајканска култура, пошто тоа било уште тоаш неистражено онака, имало моменти каде што артисти од Јамајка ама им викале мораш R&B да правиш. Никој никогаш не му има дозволено онака да направи апла dancehall песна да влезе на амерички пазар, брат. Тука се појавува некој кој што е креаторот на Diwali Rhythm, го фаќаат него и почна да прави песна на лице место врз основа на ридимот да прави бит. Брат, го има на емисијата како го свири се тоа ние шо гледаме оние ромине брат на два корга бе брат и стоеве брат, ти не знаеш господинов што прави бе брат. Вика овај, вика и почне да свири нешто брат. За Get Busy почне да го свири брат, мелодиите, ритмот све почне да свири. Го објаснува ридимот од кај потекнува што како што било ридим. Многу информации има, многу интересна култура е. И тука целата приказна ја прави како уствари Get Busy има и као дека ја спомнува жена му, тоаш бил школу жена му и кај што на жена му другарка му кажува на заебанција спомни ме у песна. Джоди and Ребека? Джоди and Ребека е жена му. Као се не, друга на прво што ја вика, на кај ја вика Джоди and Ребека, ама првата е Кера или нешто такво. Добро, не знам брат. Да, брат, као вика као чекај бе малце, прес симпл е ова за да биде вакво. И вика овој вика почна вика да свири вика дополнителни вика мелодии, свативме вика дека функционира. Што станува мултиплетнам тоа страње, уште првата недела станува најголемата трака брат у Америка брат. И као огромен хит и почнува више тука му се отвараат сите врати брат. Тука почнуваат Atlantic Records го викаат као порано бил за VP Records, па после тоа одма, после таа трака Atlantic Records влагаат и му викаат албум сакаме од ова. VP Records е Јамајка, брат. Да, VP Records е најголемите од Јамајка, ама тие биле потпишани за Atlantic. После тоа Atlantic доаѓаат и му викаат ние го откупуваме VP, од VP ние го откупуваме Шомпол, сакаме да го земеме, цел албум сакаме да правиме за ова. И као тука влага уствари првите води кај што dancehall музика влагат на таква голема врата у Америка, брат, за така да пенетрира после тоа. Брат, ја една приказна ја кажував кога правевме Origins, али кога слушнав порано дека, кога дознав порано дека има цел правец, што уствари у стилот на Шон Пол, ја бев mind blown, брат. Дека мене таа музика од сега ми се свиеше. Шон Пол Шаги, као дете, брат. Брат, преголема е, преинтересна е, премногу информации има и премногу култура има усе до тоа, брат. Као толкав мал остров, а да има толкав инфлуенс врз светска музика. Да. Као сериозна работа, ме разбираш дека тие луѓе, јамајканци потекнуваат исто од West Африка. Тука е таа иста конекција, значи они културата уште години си имаат донесено тие ритмови и све тоа. Многу чуден мелтинг пот онака као продуцентов е light skin, брат, не е ни црнец, Шон Пол не е ни... Има многу азијати на Јамајка и се тоа е... Помислам дека Шон Пол измешан нешто такво, татко, може, мислам не дека знам, е кинес или белец, така нешто. Можно.
Као и тоа го збори у видеото, така да изгледајте го на Vice напише да Get Busy ќе ви искочи 20 кусур минути. Гледајте ги другите и јас се многу интересни. Имам гледано, сите се интересни, али ова онака ми искочи брат дека имам ставено notifications на Vice. Морам викам да пуштам, ова е прелегендарно за да не го пуштиш онака како I Get High е смешно и го изгледав дека си бил 5-6 оделени, I Get High, ха, хи, то глуп му ове било онака за ебанција помеѓу другари. Никад не си ја сваѓал сериозно песна. Get Busy брате хит онака како немаше журка кај што Get Busy не се пушташе, па и ден денес онака се пушта бе брат. Па се пушта како да не се пушта легендарна песна. Легендарен на MTV на MS порано цел време вртеше брат. Нормално. Get Busy, нема кој не ја знае таа песна. Тоа сакам да ти кажам дека ова е многу посериозен аспект, као Afroman, I Get High е окей, и има, ама тоа е само многу мал, брат, Шон Пол е многу голема звезда, брат. И се уште ми е криво што не успеав да го видам туку во Македонија, брат, дека не дое. Многу сакав тоа да се деси, брат. Има и добро шоу, Шон Пол. Многу сакав тоа да се деси, брат. Шон Пол и Баста Раймс, тие двајца не се десија, не се случија, не знам од кои причини се откажа, али многу сакав да ги гледам, брат. Тоа ќе беше легендарно, онака Шон Пол, брат, и у Македонија. У Парконде. Лудница. Шанапал. Хаос. Ама да, дефинитивно. Тоа и такви видео, такви информативен карактер, многу ми се свијаат, се поише. Ги гледам дека ги вреднувам, брат. Да, бе, брат. И добро се направени. Добро се направени, артистите се уште живи и нормално. Тие песни што сега после 20 години стануваат онака интересно ти да ја чуеш причата и сега више тоа многу старо и начинот на кој што се правила музиката, начинот на кој што се бркале тие договори, продукција, издавање едно друго, снимање спотови. Се многу чудно за оваа нова генерација, ама добро е да знае како било порано. Бидејќи ние кога сме гледале на YouTube од 2008, сме гледале како нешто изгледало у 95-та или у 85-та или. Брат, стај го ово у перспектива. Сега имат деца млади кои што се 17 години, кои што се родени откако има искочено Get Busy и ја слушаат прв пат, брат. Прв пат дознаваат како такви луди работи си имаат дешавано од 2000. Знаеш кој, јас сум 17 години, знаеш мене што мозоков ки ми е преполнет со такви ствари. Ја мислам дека ќе главам цело време, брат. Или да истражуваш нешто што е искочено, брат, ја од сега ми бил, ама на пример ние не сме го имали интернетот така како што го имаат децава сега, брат. Сега ти е многу полесно, ние требаше да дознаваме, ама онака како да влезеш толку да знаеш какви rabbit hole сега ќе влагам ја да сум 17 години, брат. Јас затоа не ни пуштам YouTube, ако пуштам толку е. Посебно за музика. Понеделник, вторник, среда вечер го пуштам YouTube, така изгледав три поред ги изгледав, брат, од овие. Немаш како поинаку, брат. Немаш како поинаку, пошто за нас тоа веќе е и носталгично. А рачунам дека плюс ти ако немаш никакво претходно знаење за тоа, брат. А после влагаш Шон Пол друго видео, интервју со Шон Пол. Шон Пол, толку, брат, заглавуваш на денсхол музика, брат, и толку, таму е се губиш, брат. Да. Пошто тоа е, затоа велам, тоа е толку мал остров, али толкаво големо влијание има на светска музика, онака дека стварно има трансцендентирано и низ UK, и низ Африка, и низ свекаде, и низ хип-хопот, да, брат. Све тоа. Плюс Канада, брат. Да не ја забораваме, исто и Канада има еден огромно има јамајканци има кои што живеат таму, диаспора кој што вирее исто таму. Да, таму денско влијанието е огромно, брат. Па еве дури сега да се префрлиме на ова, пуштаме ние викендов у Швајцарија, брат. Швајцарија и Германија и цела Европа, Франција има многу силна регија и денско култура. И на настанов кај што ќе пуштаме јас и пуштаме во Шафхаузен. Тргнеме од таму. Да. Ами најголемите фестивали Рототон во Шпанија, Summer Jam во Германија, во Келн, сигурно има во Франција, ама не ги знам. Англија исто, UK да не збориме, тоа колевка и на регето дури реално, брат, за многу работи. Али исто кој што сега за афрото, така во 80, 90, 2000 било и за регето. Централ, али на пример во Шафхаузен пуштаме во клуб Tap Tap, јас и Панчо, Colors Xmas Festival и вика The Finest Hip Hop, Trap, Afrobeats and Latin Music. И со нас пушта еден саунд систем од Швајцарија, Boom the Thing, кој претпоставам дека ќе пуштат денскол и афробит. Што е многу јако, брат. Страшно. Дека таму се спаѓа по тој еден кош, тоа што го збориме ние во поише наврати као. И ова. Тоа сега се сврти у една вечер од 7-8 сати. И ќе биде многу јако, брат. Веќе чекам да присуствувам на тоа, на страна тоа што ќе пуштаме музика, брат. Да, ти ќе дојдеш да се репрезентираш самиот и да направиш најдобра журка, ама хаос.
The finest hip hop, trap, afrobeats and Latin music. Тоа е. Тоа е. Светска музика е, брат. Колку и да happy music е, таква feel good music е. Своја култура, свој јазик, све е свое, многу е своја, брат. Ама тоа не зима влијание од никаде од друго место, освен од своите корени, онака како буквално денсхол музика е пред се живо и диво, пред хип-хоп, пред све. Потекно е така да многу е своја, ме разбираш, конкретно за тоа. Ама е многу сродна со хип-хопот, брат. Многу, премногу бе, брат. Многу добро влага на подиум, посебно ќе има права публика која знае да игра на тоа и да се однесува на тоа. Има многу добри кросоверс, има многу добри ствари кои што продирнале во светот. Шон Пол е еден од нив, онака можеби првиот артист кој што има влезено така да стане толку голем со неговата музика и на крајот на денот да ги внесе тие ритмови во R&B музиката, дека и он тоа го збори, вика пред мене, ако вика беше вика од Јамајка, мораше вика ретки вика беа, вика Vibes Cartel вика можеби вика беше единствениот кој што ама вика не беше познат вика така вика познат вика и он вика беше познат кој што бев ја. Каде што имаше вика диаспора го вика настапуваш. Светски вика артист да станеш вика општо прифатен. Ја точно се сеќавам таков е Шаба Ренкс, ама Шаба Ренкс правеше R&B. Мистер Лавермен ти текнува песната. Да бе брат, Шаба Ренкс правеше R&B, апла. Да. Ама го имаше тој јамајкански елемент. Да. Интересно нешто ќе се навратам само за Get Busy. Продуцентот тоа го збореше, вика се плашевме вика дека никој нема да го разбере текстот. И вика намерно вика имаше вика неколку вика фрази што се на англиски и вика тоа им вика треба. Добро другото на англиски ме напатва сленг. Тоа е напатва сленг вика, ама као и вика дури вика луѓе вика требаше вика да им се објасни вика и Get Busy вика што е дека е Get Down вика дека треба вика ептен вика да си игра свето. И као објасно е дека намерно имаа стаено 2-3 фрази кои што по у оригиналната верзија били исто така на патуа, ги имаат намерно направено да бидат ударни на англиски за луѓе. И вика Белци вика тоа вика само го сваќаат вика они вика таа вика реченица вика и играат вика бидот вика ги носи вика вика и само тој вика дел вика ќе го кажат вика и толку вика за нив е врв. Така да инженеринг у музика е многу битна работа и многу сите тие причи, сите тие ствари. Дечки гледајте го, не можам да ви опишам 20 минути, го правиме кој знае што да е, ама гледајте го, многу интересен, многу ќе се инспирирате онака како можеби ќе заглавите на други ствари, се надевам дека ќе заглавите на други ствари, сега јас сум за љубопитност онака. И кој што велам, јас сум многу голем лаик за таа музика, Дарко многу поише ги прати, Дарко таму и потегнува на начин што се вика пред уште да почне и со хип-хоп музика пуштање и све тоа, ама сега велам дека сакам, никад не сум успеал, можеби ова сега од муабетот, мислам дека можеби ќе трансцендентира кон моето истражување се поише и поише на dancehall музика и на култура пред се. Пред се на култура, после на правеци музика, брат. Дека таму многу длабоко е у културата тоа се довнесено, брат. Они живеат со музиката, живеат со тие ритмови, брат. Да има и со целиот лајфстайл на dancehall, што значи уствари, брат, забава. Идеме на забава. Забавите не се во клубови, него се надвор. На улица блок парти потекнуваат од блок парти у Њу Йорк у 80-тите потекнуваат од dancehall сцената, брат. Диџеите зимаат со звучници. Да, бе, брат, со највише жици што ги имаш видено у живот, онака ја не. Места да опрема пуштаат музика, еден збори на микрофон, двајца пуштаат музика, ги пуштаат сирените, пуштаат ефекти. Да. Тоустираат MCU-а, значи исто така. Па граим културата од кај потекнува на еден бит 30 луѓе да се стават и сите да бидат разли. Од ридимот. Ридимот е тоа, еден единствен ритам секција и рапери се ставаат на неа со мали девијации. Од кај потекнува тоа? Значи, ај сега секој дома е продуцент. Порано на Јамајка имало 3 продуценти, брат. Да. И сега, ајри, прави еден ритам, а има колку сакаш рапери што сакаат да бидат пеачи или рапери. Доаѓате кај мене, се снимате, јас го вадам тоа, продуцентот го вади како негово, а вие се сите на мојот бит. Ти вадиш, ти правиш твој ритам во тоа студио и твоите блиски артисти доаѓаат снимаат на тоа и ги вадиш песните и ги пушташ. Продуцентот е тој што е центарот, бидејќи во 70-тите, 80-тите, 90-тите, па дури и 2000-тите се уште се тие местата кај што луѓето кои имаат музиката, кои ја прават музиката и местата кај што артистите можат да снимаат. Апсолутно. И плюс продуцентот е тој што е повеќе стаблиран, има повеќе пари, има опрема и слично. Најчесто артистите има конекциите низ индустријата, брат. Ти доаѓаш кај него. Не, мајка нема индустрија, тоа нема индустрија, ама е послично на Македонија, на пример. Да, ама на пример, еве во случајот на Шон Пол, он се поврзал со човекот кој што има конекции, кој што бил потпишан за VP Records.
Тоа ти е одма директна конекција за све понатака, ме разбираш Така дека VP Records било тоа што е најголемиот рекорд лейбл на Јамајка, као сите големи артисти иделе преку VP Records. Исто, тоа го каже и он. Вика на Diwali Rhythm, ја вика кога веќе Diwali Rhythm вика имаше вика искочено, он го покаже и винилот, 30 артисти брат, на еден ридим, 30 артисти на плоча, цело LP брат. 200 тоа дабл. Дабл LP, да, вадење, така вика ово вика веќе вика постоеше. Ама вика направи вика Resurgence у 2000-та вика кога Шон Пол требаше да снима. Сите вика го користеа вика пак у Јамајка. Сите вика пробуваа на него вика да прават нешто. Дека најпознатите брат. И најдобрите. Што да правиме? Следно, Diwali Rhythm го бараме продуцентот вика и го земав Diwali Rhythmот и почна вика да правам вика ја пошто нели за секој артист он правил нови мелодии нешто наддавал на сето тоа. Да. Ама ритм секцијата е таа, не мрда. Таму потекнуваат многу работи брат. Кој што кажав, Грайм потекнува таму, директно инспирирано од таму брат. Сите тоа, цело тоа rewind, све тоа, све што сите тие моменти на DJ култура брат потекнува од таму. Начинот на рапување, Сирените, све тоа брат. Викање онака како дури кај нив и она премногу е кај нив, ама они уживаат у тоа. Ама и тоа лајф настапување ги прекинуваат песните на пола, иде одма на следна, се дере му е Да. диџејот гаси, овој рапува на празно, овој пуштал одма следна песна. Тоа се доаѓа од денсхол. Се тоа доаѓа од Јамајка, конкретно онака денсхол, Јамајка брат, едно мало островче на светов кој што географски не прави ништо, али влијанието е светско насекаде. Затоа велам дека ете, луѓе ќе останат љубопитни и ќе истражат после ова дека стварно има премногу култура за толку многу мало место. Не ни нормално колку има, да. Се надевам дека ќе истражат поише брат. И ќе ги спојат поише работите да не биде онака. Да, па тоа Ги спојат на начин на кој што треба да бидат споени. Да, тоа треба да биде инспирација за се понатака брат. Као општо тоа може и сигурно сигурен сум дека и тебе ти имало влијание сето тоа у твојата кариера како диџеј и све тоа начинот на кој што правиш некад rewind да правиш сите тие користење на звуци на екстра што ги користиш све доаѓа од некаде брат све доаѓа од некаде тоа е инспирации тоа се ствари што ги гледаш и после она aspire to брат стремиш кон нив брат тоа е најнормално тоа е човечка природа така да се надевам дека кој што ние сме биле мотивирани и инспирирани од одредени ствари ти од тоа мене ми е интересно да влегувам тек сега у тие води да ги истражувам бидејќи не ми се истражени доволно. Шабаренкс, Катиренкс го знам, Катиренкс дури од Канада, не е ни од Јамајка. Со Рептайл кога правеше песни од 2000-те. Али она Знаеш кој од Канада? Cardinal Offishall ти текнува. Cardinal Offishall исто така ле. А ви сите ти новата школа брат Торонто, ти сеќаваш 2015, 2016, Рем Ридлс, сите тие, Рој Вудс, сите тие. Сигурно има потекло таму. Таа брат, Big One Up Yourself е Да. One Big Up Yourself уствари е по јамајканско не постои од тоа. Сигурно има некои такви корени. Така да огромна сцена, огромна култура, и се надевам дека ќе истражате дефинитивно. Не верувам дека ние сме единствените гикови што гикаат по вакви работи, бидејќи едно дури било и пред наше време, реално било пред наше време, кога ние сме биле премали и сме го имаме истражено години подоцна. За да знаеме сега како е што е, не дека не сме know-it-all, далеку од тоа. Ама тоа вечна љубопитност кон таквите работи, дека кој што велиме хип, затоа велам дека хип-хопот е музичкиот правец кај што можеш највише да научиш за музика дефинитивно бидејќи интерполира секој можен друг правец што постоел претходно. Онака како дури од семплови од класична музика се користеле за ствари така да луѓе што слушаат хип-хоп се во права позиција со доволно љубопитност и желба да истражат све наоколу, а све наоколу е секоја музика што постоела на светов, така да буквално Nigerian music до било кој покет на светот онака можеш да стигнеш преку хип-хоп музика. Нема поголем амбасадор од хип-хоп музиката за музика воопшто, барем на денешница брат. Се слагам и за тоа толку долго време обстојува и е на врвот. Следна година 50 години? Да. Следна година 50 години хип-хоп, знам дека има веќе спремаат нешто, мислам дека во Њу Јорк ќе се дешава тоа, имаат као настан и мислам дека нас е одбран да го води. Можна. Као хост. Исто има интересна дешавка и Фет Фили ќе отвара музеј на хрватски хип-хоп во Загреб по повод 50 години. Јако. Со меморабилија, слики, такви работи и обавезно ќе мора да идеме да го посетиме брат. Тоа би било фаер, да. И ќе биде добро ако може да дојде да преме тука муебет за тоа. Или таму.
Дефинитивно, ние сме мобилни, можеме било каде. Не едно одмети да искочиме од дневнава и од студио. Ама да, дефинитивно ако се деси тоа и мислам прашање е кога ќе Го се деси. најавува, да, го најавува. Прашање е кога ќе се деси, тоа би било одлично, пошто и Фет Фили е една од легендите барем на Балканов овде. Мислам Во Европа ми би рекол. би рекол и во Европа со тоа што организираат фестивали од цело време. И тоа е последната арка на неговата кариера, онака каде што веќе е во позиција да биде организатор на такви ствари. Значи све тоа што има претходно правено, Blackout Hip Hop и сите тие конекции со од Хрватска и тука на сценава, значи не само тоа, FM Jam, сите тие конекции што ги имаат овде на Балканов, неизвестно па дури и таа со Македонија и со Шуршац. Исто така неизбежно сето тоа. И голем дел од имињата кои дошле тука. Фет Филип Пошто поради добра конекција на Панчо со Фет Фили со DJ Премиер. менаџерот или артистот, точно. DJ Премиер 2009 прво доаѓање во Скопје, DJ Премиер 2010 најавува концерт овде. Јас среќен, пресреќен, најсреќен на цел свет, брат. Фет Фили загреваше за него, пушташе музика пред него. Фет Фили е нашиот соработник кој станува збор за такви настани. Тоа е тоа. Рече добри сме, за крај да го најавиме настанот на викендот у Скопје. Трап Слава, МКЦ, Трап да фака после не смееме да заборавиме. 3 години скоро. Ради X, Y и Z причини немаше други настани меѓу време, знаеме ковид беше главната причина за тоа. Екипата се собира, ја не сум таму, али доете. Драги, Марса, Бас Инфузија, Кацар, Курчо, цела екипа на Visionary Records. Кој е запорив? Мракот, Рейджерс ТВ, Флекс, нашиот човек Флекс, Нако. Лаги, Нако, Секси Марса Кицопраскада. Се разбира. Сите ќе се таму, дечки, доете, купете си карта. Марса најави дека ќе има кифлици, сармици, руски салати, не знам тоа колку е вистина или не. Тоа прашајте си го него. Во МКЦ сабота појавете се, ја најверојатно ќе бидам таму. Дарко не е во државава, затоа не може. И мислам дека ќе биде добар момент и добар репрезент за македонската публика, за македонската музика. Дека исто кој што беше недалеко од тоа дека ги споредувам, ама пак е онака All Macedonian lineup со македонски млади артисти кои што ја Манаки е таму исто така го за цела Штипланта екипа. Тука се сите што креираат музика активно моментално. И мислам дека ќе биде добар момент за нашите момци да се представат онака да видиме што имаат, како имаат, бидејќи имале до сега, ама ова ќе биде бербон онака нивна ствар и многу ме интересира да видиме како ќе се покажат. Мене ме интересира, се гледам во вторник да раскажуваш, брат, и у среда да слушам и другите. Апсолутно. Ама ако сте таму, поздравете, сега ќе бидам и у публика и у позади, ќе шетам, ќе замарам луѓе, ќе ги прашам како се поминале на настана и артистите се уште од шок после настап, ќе ги прашувам позади. Со джину рака, задоволен си од твојот настап? Некад се осеќам ко канцер за тие работи, ама тоа е избор, тоа ми е работа, луѓе не ми замеруваат за тоа, ако ми замеруваат, дечки слободно кажете ми, ќе прекинам да давам со тоа. Лесен тип сум за такви работи. Така да, чао од нас до следен вторник и пак уште еднаш ќе кажам, ако сте таму, поздравете се, say what's up. Уште едно подсетување, гласете на нашиот пол. Дефинитивно да. За најдобри издања за 2022. Ние ги спремаме нашите листи, после оваа епизода следните денови ќе бидат објавени. Се гледаме следна недела, обавезно дојдете на YouTube, на Spotify, бидејќи спремаме супер епизода кај што ќе збориме за Трап да фака, Швајцарија, најдоброто од 2022 листите, ако се деси уште нешто меѓу време, али ќе биде стект епизода сигурно. И таа уште едната пред крај на годината исто така спремаме нешто интересно. Stay tuned и фала ви, се гледаме наредна среда. Поздрав. Чао.